Да, почнуваме со дебатниот дел на Студио 10. Тука во студието го имаме господинот Александар Николовски, подпредседател на ВМРО ДПМН. Добро утро, добар ден господине Николовски. Добро утро, благодарам на поканата и поздрав на сите кои што не гледаат ова утро. Тука сте веднаш после одржаниот конгрес на ВМРО ДПМН и после реизборот на партискиот лидер Христијан Мицкоски, кој ја доби довербата на делегатите. Може да се каже дека не беше многу неочекувано, бидејќи беше единствен кандидат, беше избран со, речеси, со доверба на сите делегати, имаше, ми се чини, 3 неважечки лившиња и едно ливче кое, не знам дали гласаше против или како беше точно, ќе ме потврдите. Сега, во однос на ова, од вашите политички опоненти велат дека тоа е еден недемократски начин на бирање, бидејќи имало еден кандидат, еден лидер, те имале повеќе, дека кај нив се покажало присуство на демократија, а кај вас едното исто. Па добро, благодарам. Еве ќе искоментирам директно за ова што доаѓа од не би рекло сега само туку тие кои што во моментов составуваат вести таму од нивниот центар за комуникации. Јас долго говорам во јавноста, ќе кажам и тука дека мислам дека треба престане праксата на мешање на политичките партии во други политички партии. Значи, членовите на ВМРО ДПМН се определиле за ВМРО ДПМН затоа што мислат дека тоа е политичката партија во која што треба да членуваат. Значи, зборуваме сега за членови, за оние кои што се најпосветени на политичките партии, има поддржувачи, има и гласачи, кои што се поваријабилни. Тие кои што се члениле во СДСМ мислат дека тоа е за нив најдобрата опција. Последно мене што ми паѓа на памет е да коментирам случувања во СДСМ, се додека тие случувања се однесуваат на партијата. Имајте предвид дека се владеачка партија, доколку предложат, например, нов состав на влада или нов премиер, како што неуват, тоа е веќе друго, да коментираме владата. Но да коментирам случувања внатре во СДСМ е последна работа што мислам дека е вкусно да ја правам, како што последна работа која што мислам дека е вкусно да ја прават од СДСМ е да коментира случувања во ВМРО ДПМН. И тука два сегменти би сакал да допрам. Прво, мислам дека се работи за крајна политичка некултура, ако сакате и прашање на вкус, да СДСМ го закаже својот избор за председател на партија, не навлегувам кого избраја, тоа е нивни избор, на исти датум на кој што ВМРО ДПМН веќе повеќе од 2, можеби 3 месеци имаше закажано конгрес. Значи сите знаеа кога ќе е конгресот на ВМРО ДПМН и од сите возможни датуми кои што ги има на располагање, го одбраја датумот на кој што ние правевме конгрес, што е едно минимално непоштување. Ние за избори седнуваме па се договараме, не се погодиме во исти град или во исто населено место во исти ден, заради тој политички бонтон, камоли за конгрес. И втората работа, раководство на СДСМ, ако сакате уште од Бранко Сренковски и Киро Глигоров, до денес, до Заев, секогаш се обидувале да инсталираат раководство во ВМРО ДПМН, кое што е по нивна мерка. Тука најдалеко отиде Зоран Заев, кој што поддржуваше една групација, минорна групација, повеќе изфорсирана во рамки на ВМРО ДПМН, па дури се обидува и вонредни конгреси да прават. Тој обид не му успеа и мислам дека тоа треба да е последниот обид за мешање на СДСМ во ВМРО ДПМН, како што и ВМРО ДПМН не треба да се меша во СДСМ. Ова се едни основи на демократија и на политичка култура. Мене ми е жал што со ова почнуваме, но нема како поинаку да се искоментира тој работа. Ќе продолжиме со пораките од конгресот со она што го најавувате како политичка доктрина, но сакам уште едно прашање во однос на ова. Сепак, господине Николовски, веднаш после вашиот конгрес и внатре партиските избори во СДСМ дојдоа пораки од комуникацијските центри на двете партии, кои ги има оние истите класични обвинувања од СДСМ, ова што го кажав сега за немање демократија, не реформирана ВМРО ДПМН и така натаму, од ВМРО ДПМН дека избран пион на Заев и така натаму. Сепак, можеби вие лично не сакате да зборувате, но вашите центри комуникацијски го зборуваат, значи продолжуваат со истата реторика. Мислам дека граѓаните можеби очекуваа една галантна честитка од двете партии за двата лидери меѓусебни, но не веднаш навреди обвинување. Поларизација за која што зборувам, со тоа што мора да сме свесни. Сега не знам кој прв почнал, извинете, не знам кој прв даде соопштение. На тоа одам. Значи ние мора да сме свесни како стартува целиот дискурс и навистина, повторувам, мислам дека е прашање на политички невкус да на овој начин се коментираат работите. Кога актуелниот председател на СДСМ ќе биде номиниран за премиер, а тоа нели веќе се најавува, апсолутно ќе коментираме. Веќе
премиер на цела држава. Значи, тука не се работи за членови само на една политичка партија. Но мислам дека заради, ако сакате една деполаризација во општеството, доволно е сега да го оставиме дискурсот тука и да биде ова една порака дека треба да ги оставиме партиските работи внатре во рамки на партиите, а ние како, ако сакате и први луѓе на партиите, треба да се обидуваме да наоѓаме консензус по однос на клучни прашања во општеството. Кажете ми во однос на пораките на Конгресот, очигледно е дека она што доминираше во говорот на господинот Мицкоски беше една порака за обединување, за заедништво, за надминување на разликите, па дури Мицкоски тоа го потенцираше и директно во говорот каде што се обрати на делегатите каде што рече гледате дека јас не го коментирам заев, намерно не го правам тоа, треба да прекине таа реторика. И исто така што мене ми е доста интересно, она една најава од говорот каде што се зборува за нов патриотизам. Можете ли и околу тоа да ни кажете на што точно се мисли, каков е тој нов патриотизам? Апсолутно, само ќе ми позволите една реченица како вовед, за да има логичен след целата работа. Ние, кога условно кажано станавме раководство на ВМРО-ДПМН, председателот на партијата Мицкоски беше избран на Валандовскиот конгрес на крајот на 2017 година. Раководството некаде во јануари 2018 година. Че во тој период ние наследивме партија фигуративно кажано во клиничка смрт. Партија која што беше стигматизирана од домашната, но и од меѓународната јавност. Партија за која што имаше многу прашалници и во домашната и во меѓународната јавност. Партија со блокирани сметки. Партија со рекордно најголем долг која што било која партија во Македонија ја имала и со замрзнат имот, со тежок пораз на локални избори, надвор од парламентот, во тој момент ВМРО-ДПМН беше надвор од парламентот, и со еден тон позади себе опашки, но и трауми кои што се влече. Од таа ситуација, се извинувам, и скоро без никаков коалиционен капацитет, од таква ситуација, трите работи кои што беа ветени на Валандовскиот конгрес од страна на председател на партијата Мицкоски, после 4 години можеме да кажам дека се реализираат. Првата беше подобрување, не ги кажувам по приоритет, подобрување на односите со меѓународната заедница. ВМРО-ДПМН е веќе кредибилен партнер на меѓународната заедница. Денеска на денот кога се определува дали Македонија ќе отпочне преговори со Европската унија, имаме средба со словенечкиот амбасадор. Словенија председава со Европската унија во моментов. Втората работа беше отварање кон што поголем број на народни маси и освојување на што поголем број од неопределените гласачи, што се круниса со последните локални избори. И третата работа беше зголемување на коалициониот капацитет. ВМРО-ДПМН сега има сериозен коалиционен капацитет. Имаме отворена соработка со политички партии од, условно кажано, албанскиот политички кампус, но во нашата коалиција имаме партии кои што ја представуваат турците, кои што ја представуваат бошњаците, кои што ја представуваат србите и кои што ја представуваат ромите како 4 најголеми етнички заедници кои што живеат во Македонија. Во однос на овие три приоритети, критичарите претходно збореа дека апсолутно е точно ова што го зборувате, дека тоа беше целта која ја најави Христијан Мицкоски, која требаше да ја оствари, но вела дека задоцнал доста. Сега, веројатно, ова што го зборувате е точно, дека тие цели полека се остваруваат, контурите на тие цели, но вела дека требало тоа доста порано да се направи, дека се задоцнало тука. Видете, за нас, сега ако гледаме најтесно, за нас се беше идеално овие три цели да се реализираат во првите месеци од раководењето на ВМРО-ДПМН, уште пролетта 2018 година. Но работите не се случуваат во идеална средина или во вакуум, туку се случуваат во едни реални состојби, каде што ВМРО-ДПМН како политичка партија не се движи како едрилица на отворено море, туку се движи како танкер. И танкерот мора пополека да го вртите доколку сака да ја фати нов курс. И затоа, според мене, таа политика е мудра и затоа мандатот е всушност 4 години, да после 4 години се покаже ова вртење. И уште нешто, мислам дека е добро што граѓаните увидоа која е разликата помеѓу двете политички понуди кои што ги има на политичката сцена. И сега за она што ме прашавте во однос на новите пораки. Да. Сега имаме 4 години во кои што сакаме да изградиме една комплетно нова приказна и затоа
мотото, слоганот на Конгресот е нова генерација за новите времења кои што доаѓаат. Тука клучот е овој така наречен нов договор, кој што сакаме и ќе го понудиме следните денови, да го понудиме на сите општествени структури. Мислиме дека постојат неколку прашања во општеството, за кои што мора да има широк општествен и политички консензус, не само помеѓу клучните политички партии во Македонија, туку и една поширока група на луѓе кои што имаат своје општествено влијание. Тука е академијата, тука се универзитетите, тука е јавноста, вие како новинари, медиумите, тука е целата она интелектуална маса во различни сектори која што работи и сакаме со сите нив да разговараме. Например, по однос на точката за владење на правото, конечно мора да ставиме крај на различните интерпретации, но исто така и да даеме сигурност на оние кои што ќе влезат во таа битка. Најпрост пример, да не одиме со големи случаи. Според моје мислење, можеби некој нема да се согласи, за жал, на македонските улици, особено во Скопје, во поголемите урбани центри, но особено во Скопје, има дрога како никогаш претходно. И тоа уништува генерации. Од прилика, особено ние во безбедносните служби, точно знаат како таа дрога стига на улиците и кој, условно кажано, ја продава. Доколку тие кои што работат на ова, во полицијата, например, се свесни дека ќе имаат континуирана заштита до пензија и до крајот на животот, затоа што се соочуваат со тешки криминалци од другата страна, сум убеден дека ќе работат многу поквалитетно отколку ако размислуваат, чекај како завршија сега изборите локални, па дали ќе се смени владата, па кој ќе дојде нов министер, дали јас ќе останам на оваа позиција или ќе ме сменат, па ќе ме подкажат на тој кој што сум го апсал или кој што сум го истражувал. И тука вие имате блокирани институции. Најпрост пример. Не сакам да додам на високи примери. Добро, но мислиш дека тоа и сега регулирано со закон за работни односи, не може да се распределува по вертикала или за работни односи е регулирано, но прашањето е дека во моментов како би ги заштитиле? Нема јасна политичка култура по однос на овој дел и нема јасни договори. Добро, но што конкретно мислите? Како би ги заштитиле? Мора да има јасен политички консензус помеѓу главните политички партии и останатите. Не знам, овдека може да влезе и факултетот за безбедност, така натака, да не ги бројам сите чинители, и да се каже дека ќе има професионални единици кои што ќе се занимаваат со тие работи, кои што ќе бидат недопирливи за врвот на, условно кажем, Министерството за внатрешни работи, ако сакате и нема да има можност било како да влие било која политичка одлука врз нив, и дека ќе бидат заштитени за дополнителни бенефиции, зголемување на плати и заштита на нивниот идентитет. Прва идеја. Ќе разговараме, можеби ќе дојдат уште 5-6 подобри идеи за да ги вклопиме. Така што овој нов политички договор, идејата е да вклопи што повеќе сегменти во себе. Или во делот на економијата е една поведра тема. Го отворивме тоа и на Конгресот. Ние сметаме дека Македонија мора да продолжи да биде земја со најниски даноци. Овој степен на економски развиток, доколку даноците растат, не носи повеќе пари во буџетот, туку носи повеќе сива економија. Затоа што едноставно бизнисот не може да издржи со повисоки даноци, имајќи ја предвид целокупната средина. Во едни други времења 10% рамен данок беше најнисок данок во Европа. Кога тоа го видоа, многу држави почнаа да не следат и од соседството, но и пошироко. Веќе Македонија нема најнизок данок, а имајќи предвид дека оваа влада ја зголеми и основицата за оданочување, без разлика што тој данок номинално е 10%, во суштина е 15%. Нашата идеја е да го намалиме на 8% и персоналниот данок и данокот на добивка, како повторно Македонија би била земја со најнизок данок, а за младите и за оние кои што реинвестираат да е 0%. Ова е нешто за што исто така мора да се договориме, да не се случи при промена на влада, дојде нова влада, па пак да менува даноци и да има една несигурност во рамки на бизнисот. И постојат бројни вакви прашања, сега не би сакал целото интервју со ова да го оптеретувам. Значи, вие се враќате, например, на доктрината на ВМРО ДПМН од времето на Груевски, каде што се оди на ниски даноци. Тоа ви е отприлика економската логика. Во однос на економската логика, точно е дека таа влада имаше доста успеси, како што е точно дека во однос на многу други политички теми имаше неуспеси, но факт е дека одредени економски политики дадоа резултати. Например, 2006 година
Македонија имаше 40% невработеност. Од 2007 дојде деношната реформа и таа даде резултат, невработеноста се преполови на некаде по 20% и сега е процентот и подобар. Во однос на ми беше интересно како што ви кажав тој заеднички патриотизам, што значи тоа, ве прашувам намерно за ова прашање, бидејќи знаеме дека во претходното владење на ВМРО ДПМН потенцирањето на тој патриотски мотив кој беше форсиран во сите сфери на општеството и да се разбереме нема тука ништо лошо, апсолутно, но некогаш се поминуваше на границата помеѓу патриотизам и национализам и ги имавме оние небели настани кои почнуваа од протестите на студентите на плоштадот, па тепачките со противниците за изградба на црква, против изградба на црква, па лажни протести во општина Центар под мотив против градење на црква кои беа злоупотребени, а беа всушност за заштита на дуповина водно. Па потоа тепачките на Кале со преврзаници на тогаш Дуи, најверојатно, Артан Груби ги водеше, нели? И така натаму. Сакам да кажам, сето тоа се претвори во една лоша, мачна слика на општеството. Дали граѓаните повторно може да очекуваат еден таков наратив од ВМРО ДПМН или зборувате за градење на некаков друг начин на патриотизам? Која е стратегијата во оваа насока? Па, мислам дека и добро дефиниравте, постои една јасна разлика помеѓу национализам и патриотизам. ВМРО ДПМН е пред се центар десна и конзервативна партија, десничарска партија. Нас природно ние повеќе да зборуваме за овие национални теми, но во држава каква што е Македонија, која што е исклучително комплицирана и во национална смисла, ако сакате ве споменавте за тие протести на плоштадот и во религиозна смисла, каде што доста се чувствителни овие теми, секогаш мора многу внимателно да се зборува за истите и да се прават баланси. Проблемот е кога има екстреми, без разлика дали тие се екстреми на едната или на другата страна, мораме да имаме заедничка одговорност кон државата. Еве, ќе ги земам последните локални избори, затоа што мислам дека треба да се стави крај на реторика дека, например, Кичево е наследство и е воен плен од 2001 година, или не се зборуваше колку добар кандидат ВМРО ДПМН имаше во Кичево и навистина мислам дека човекот е одличен. Туку се одеше со наратив да не дозволиме во Кичево, Гостивар и Дебар да победи ВМРО ДПМН. Не знам како можевме да победиме во Дебар и во Гостивар кога воопшто немавме наши кандидати, туку ги поддржавме кандидатите на Алијансата за албанците, така што таа е една реторика која што треба престане, или кога на едно интервју во една друга телевизија, еден висок представник на ДУИ му вели на ваш колега новинар, зарем тебе како албанец не ти е криво што во Брвеница ВМРО ДПМН има градоначалник за прв пат. Значи не зборува човекот дали е добар или не, туку е проблем што е од ВМРО ДПМН и во случајот што е македонец. Сега, таков еден наратив, нормално е дека создава одговор во општеството на другата страна. Нашата идеја е да го деполаризираме тоа, да стане попомирливо и конечно држава да зборува за реални теми. И патриотизмот го сваќаме во насока на сите кои што живеат во Македонија да имаат еднаков однос кон државата. Затоа што додека во минатото се зборувало за овие големи во наводници националистички теми, ако сакате, државата се уништуваше од најниската гранка до највисоката. Во моментов Македонија скапува од корупција, за жал, од најниско до највисоко. Не зборуваме само за она корупција на високо ниво, која што факт е дека има и против која што треба да има борба, но во моментов корупцијата од најниско оди. Човек не може работа да си заврши ако не познава некого во одредена институција или не однесе 100 грама кафе или бомбонјера. Тоа е работа која што ја уништува државата по сите основи, затоа што друг не може да однесе 100 грама кафе, бомбонјера или не познава никого и чека со денови, ако сакате и со месеци, за обична работа, додека други преку ред ја завршуваат работата. Може би ова звучи банално, но за сите што не гледаат, ова значи изгубени денови, изгубени нерви, ако сакате, загубена работа и тие работи мора да ги ставаме во ред. Да, но кога зборуваме за корупција, токму пред локалните избори, вас СДСМ ве обвини, мислам, партијата за една голема афера. Велат дека се правени манипулации со
продржба на некое земјиште поврзано со ЕСМ, каде што тоа се купувало за мали пари, за големи, па се инсинуира дека на некој начин се финансирало и ВМРО ДПМН. Тоа истражните органи не го кажаа, тоа доаѓа од обвинувањата на СДСМ, таму вела дека има процес. Значи, повторно, иако вие зборувате за борба против корупција, повторно корупцијска афера веднаш еве тука пред локалните избори. Па ако ми дозволите, мислам дека и после локални продолжија со тој наратив. Да, тогаш се извади, да. Тој тип на наратив беше казнет од граѓаните на локалните избори. Затоа што нема никој наивен во државава, иако понекогаш народот е потценет, народот многу добро знае и не смее да го потценуваме. Во конкретниот случај ние кажавме дека партијата нема ништо со тоа и дека ако се извади еден доказ во однос на партијата, апсолутно дека ние сме спремни како партија да одговараме. Но не само што до денес нема таков доказ, туку воопшто оние кои што се истражни органи на ниеден начин не имплицираат партијата во истрагата. Што се случувало во приватна фирма каква што Евана, затоа што ние секогаш подзабораваме дека далечната 2006 година тогашната влада на СДСМ предводена од Бучковски го приватизираше ЕСМ, па еве добри 15 години веќе ЕСМ е целосно приватна фирма со ново име сега Евана, така што се случувало во приватната фирма Евана е одговорност на таа приватна фирма и не гледам како е тоа поврзано со ВМРО ДПМН. Дали некој гласа за ВМРО ДПМН или го поддржува, е приватна работа. Но што прави во работата, тоа е комплетно друго прашање. Да. После оној ваш обид во парламентот да формирате ново парламентарно мнозинство, знаеме сега се што се случи, нема премногу да се навраќаме на тие детали. Од тогаш алтернатива излезе од тој опозицијски кампус, се реши да влезе во владата. Владата на некој начин доби повеќе пратеници него што имаше претходно, сега има поголемо парламентарно мнозинство и сега од владата порачува дека апсолутно нема потреба веќе ни за предвремени избори, дека тие го имаат легитимитетот на граѓаните без разлика што изгубиле на локалните избори, во парламентот имаат мнозинство и дека уште имаат мандат уште 2,5 години. Вие барате предвремени избори, се повикувате на легитимитетот добиен од локалните избори, но ми се чини дека владачкото мнозинство и СДСМ и ДУИ се прилично директни во нивните намери дека нема да дозволат предвремени избори, дека нема потреба. Па јасно е дека се против, затоа што се свесни што ќе се случи на тие предвремени парламентарни избори, знаат дека ја немаат довербата од народот, иначе јас не гледам ниедна причина зашто не би се согласиле. И покрај резултатот од локалните избори има уште една суштинска причина зашто ние бараме предвремени избори, а тоа е двата столба на кои што се темелеше оваа влада, или ако сакате понудата на СДСМ и ДУИ, сега им се приклучува, што рековте, алтернатива, во 2017 година, кога ја формираја владата за прв пат, беше интеграција во Европската Унија и подобрување на економската состојба. 4,5 години подоцна, Македонија по кој знае кој пат, за жал, нема денес да добие датум за отпочнување на преговори со Европската Унија и Македонија е соочена со најголемата економска, здравствена и енергетска криза во нејзината историја. Факт е дека дел од причините за овие кризи не зависат од Македонија, но исто така е факт дека има држави кои што далеку подобро се справуваат од Македонија, односно Македонија не е ни на средина по справување, туку по сите релевантни мерења на меѓународни организации релевантни за, например, здравство или за економија или сега за енергетика, Македонија е на дното во справување. Така што не е толку проблем оваа влада да продолжи уште 2-2,5 години, колку што е проблем дека немаат капацитет да се справат со проблемите и дека последиците кои што тие ги остават, ќе бидат толку далекосежни и толку големи што ќе требаат години да се надменуваат. Ние велиме дај да го пресечиме тоа, да излеземе на избори, да дојде компетентен тим кој што ќе може да се справи со овие предизвици. Јас се надевам дека новиот претседател на СДСМ ќе има разбирање и дека ќе повика неговата пратеничка група да гласа во собранието за предвремени парламентарни избори. Добро, но очигледно е дека тоа нема да се случи, не може да очекуваме. И сега Да бидеме реални дека и доколку што ви сами откажавте, доколку ги видиме и ретинзите, не верувам дека во овој момент на власта и одговара избори, иако тие
велат дека како владеачка коалиција повторно сите заедно добиле повеќе гласови на локалните, сепак поединечно мислам дека состојбата не е толку добра, дека од во однос на партиската стратегија им е подобро да почекаат, тоа е очигледно. Значи, не верувам дека тука ќе се најде некакво разбирање во однос на вашето бар. Да видиме, јас мислам дека многу партнери во владата веќе се кршат, свесни се дека со тонењето на владата тонат и тие. Одговори на клучните прашања нема. Допрва доаѓа големиот удар, пред се во енергетиката. Гледаме дека за жал, заради корупција, главно не успеа да го покренат РЕК Битола како главен производител на електрична енергија во Македонија. Зимата допрва доаѓа, цените ќе растат, исто така економската криза доаѓа, така што мислам дека многумина кои што денес ги гледаат работите со една диоптрија, за не така долго време, зборувам за недели, не зборувам дури ни за месеци, ќе ги гледаат со друга диоптрија. И тука гледам простор да работата се заврши во собранието. Имам надеж дека ќе се согласат политичките партии во собранието да изгласаме предвременни парламентарни избори. Добро. Во однос на оно што се случува за почеток на преговори со Европската Унија, денеска почнува министерскиот состанок во Брисел. Таму мислам дека повеќе од известно е дека во овој рок до крајот на состанокот нема да се усвојат заклучоци во кои Европската комисија ќе препорача, не ќе препорача, туку ќе дозволи почеток на преговорите Европскиот совет за Северна Македонија, дека повторно Бугарија ќе ја блокира таа одлука. Какви ќе бидат и дали ќе има заклучоци ќе видиме, нели има најави дека Словенија ќе побара да се објават земјите кои се против, ќе го видиме крајот, но известно е дека сега во овој датум нема да добиеме почеток на преговори. Што мислите вие, дали е можно тоа да се случи во јануари или февруари, како што најавуваат владините представници, дека прозорецот со можности е отворен тогаш? Мислам дека владата има целосно погрешна стратегија на неосновано создавање на оптимизам. И тоа неосновано создавање на оптимизам, како се крева до било кој европски самит, после тоа силно удира. Добро, но и вашиот председател исто така кажа, очекувам Македонија да добие датум. Значи, за почеток на ние преговори. Молиме, бараме, сакаме држава да почне преговори, сакаме да ни оди држава напред. Тоа е, мислам дека човек кој што минимум и мисли добро на државата, сака да Македонија почне преговори со Европската Унија. Тука немаме разлика. Но сега зборувам за менеджирањето на очекувањата. Значи, пред секој самит се креваат очекувања, после тие очекувања, за жал, удираат долу. И сега веќе влезе во еден вртлок владата и не можат сега само да излезат, предпоставам, и да речат, добро, тоа не ја бива работа. И заглавуваат во уште поголеми проблеми. И веќе во несериозни работи. Да се каже дека Македонија ќе добие датум за почеток на преговори во јануари е несериозна работа, затоа што тие кои што барем малку го знаат функционирањето на Европската Унија, знаат дека самите на Европската Унија има 2 пати годишно, во јуни и во декември, кој што може да се зборува за прошување, доколку има некоја многу битна вонредна тема, може да има во март и во октомври. Во јануари целокупната администрација на Европската комисија е на зимски одмор. И е несериозно да се потребуваат вакви очекувања кај граѓаните. Како што е несериозно ова што се прави 3,5 години. Јас да ја потсетам јавноста, уште пролетта 2018 година, кажав дека оваа влада со Зоран Заев нема да добие почеток на преговори. Никој не ме свати сериозно. До денес, 3,5 години, никој од владата не ме поканил на разговор да ме праша од кај ги имаш тие сознанија, на што се темелат, што мислиш дека треба да се направи во иднина и така натака. Тоа е одговорност нивна. Ние сме тука различни, затоа го предлагаме овој нов договор каде што би комуницирале со сите кои што можат во било кој сектор да помогнат. Но основното е дека Македонија на овој начин само заглавува дополнително, заглавува општеството, луѓето се разочаруваат и ја напуштаат државата. И тоа е вистината и за ова што се случи денес, а дополнително самите си ставија камен околу вратот, затоа што образложението зошто го киднапираја Кастриот Реджепи
и зошто алтернатива влегува во владата е датум за почеток на преговори. Еве денеска нема случај датум. Се уште останувате на тврдењето дека бил киднапиран Касте Држевски, бидејќи самиот вели дека не бил. Што да каже? Јасна работа на деца им е јасно. Но да се вратам на посериозна тема. Значи, нивната приказна беше дека они се составуваат околу датум за почеток на преговори. И сега денес нема датум за почеток на преговори. Кој е легитимитетот на алтернатива како опозициона партија да влегува во коалиција еве со ДУИ, затоа што тие и името им е алтернатива на ДУИ. Тоа е суштината на нивното име. И сега го определуваат јануари, со цел да можат да ја состават таа влада до јануари, па јануари која ќе нема датум, веројатно ќе измислат нешто друго. Во суштина ова е влада од интерес, не е влада од национални големи прашања како што е почеток на преговори со Европската. Добро, во соседна Бугарија имаме веќе нова влада, таму имаме нов мандатар Кирил Петков. Тој најавува нова, на некој начин, нова стратегија во однос на Македонија. Тој посочува дека позицијата на Бугарија останува иста, но најавува проширување на соработката, составување на некои перманентни комисии кои нон-стоп би заседавале пред се во однос на меѓудржавната соработка, економската соработка, културната соработка, вели не треба да се ограничиме само на работа на историската комисија, а таа да си продолжи да работи. Прво, пред да навлеземе малку во деталите, дали вие гледате, дали препознавате поразлична бугарска политика од претходната, дали препознавате поразличен период, или мислите дека се работи за некои козметички промени кои нема да донесат голема промена во суштината? Мислам дека она што го направи Петков е соочување на дел од македонската политичка елита, пред се околу владата, и дел креатори на јавно мислење, со вистината. А тоа е дека, и таа е многу тешка, многу болна вистина, а таа е во две насоки. Првата насока е дека оваа политика на Бугарија не е персонална политика, не е политика на претходно Бојко Борисов или Румен Радев како председател, туку е национална политика. Затоа што тие усвоија заедничка позиција во бугарското национално собрание, од која што не отстапува ниедна политичка сила. И втората работа која што јасно вака се гледа после формирањето на нова влада предводена од Петков, е дека илузија се најавите дека врз Бугарија се случува притисок. И јас исто така за тоа многу долго зборувам, ама пак никој не ме слуша. Врз Бугарија нема притисок. Затоа што, да сме реални и честни, нас не блокира најслабата или втората од долу земја членка на Европската унија. Нас не блокира Данска или не блокира Холандија, нас не блокира Бугарија. На Бугарија многу повеќе треба Европската унија отколку што на Европската унија треба Бугарија. Например, Данска и треба на Европската унија, но Бугарија може Европската унија и без Бугарија. Добро, пораките кои доаѓаат пред се од Вашингтон се прилично остри. Ова е работа на Брисел. Значи ние не стануваме членка на ниеден друга унија освен на Европската унија. Мислите дека тој притисок од Вашингтон не може да влијае премногу? Па очигледно, еве покажа дека јас сум благодарен на целиот притисок кој што прават Соединетите американски држави, но очигледно не реагираат во Софија. Но на притисок од Европската унија може да реагираат и ќе објаснам зошто. Не случајно велам дека Бугарија зависи од Европската унија многу повеќе отколку што Европската унија зависи од Бугарија. Постојат бројни механизми во рамки на Европската унија со кои што Бугарија може да биде притисната. Прв е финансискиот. Бугарија треба да добие една значајна помош од скоро 9 милиарди евра за надминување на последиците од ковид кризата. Тоа е директна помош, неповратна. Тоа се одлуки кои што исто така се носат со консензус. Доволно една земја членка да рече не бива оваа работа и да се сменат работите. Доколку имаше расположение во главните центри на Европската унија за Македонија да почне преговори, ти испрати еден дипломатски тешкаш, едно предпладне или попладне, ти се сретнеше со тие кои што треба да се сретне и работата ти се завршеше. Но тоа не се случува. Не се случува од две причини. Прво е стратешка грешка на Македонија, што во 2018 година дозволи да влезе во иста група со Албанија. Тоа ја влече државата назад. Затоа што колку јас да не сум задоволен од ова што се случува во Македонија, факт е дека сме неколку чекори пред Албанија. Во однос на реформи, подготвеност и така натака. И втората причина е состојбата пред се со корупцијата во Македонија.
Основа на преговори со Европската Унија по новата методологија е целиот кластер поврзан со владење на правото. Додека тој не го завршите, не може да имате најдобра економија, може да имате брилјантни резултати во екологијата, додека ова не го завршите, не можете да одите напред. Држава која што е рангирана на 111-тото место по перцепција за корупција на Transparency International, едноставно не ја гледаат во својот клуб. И тоа е, кога јас би бил во влада, прво би се фокусирал на тоа, би работел година, година и пол да произведам добри резултати во борбата со корупција, дури потоа би разговарал со Брисел за почеток на преговори со едно силно досие кое што би го ставил на маса и каде што државата од 111-тото место би ја однел, мислам дека реално Македонија може за брзо време да биде во првите 50 во светот, а со напорна работа после тоа може да биде во првите 30 до 40. Тоа е остварливо во еден кус временски период, доколку има сериозна желба да тие работи се завршат. Добро, вашето мислење се совпаѓа со тезата дека Македонија не ја блокира само Бугарија, туку и дека постои тивка блокада и од други земји членки. Да, јас го мислам тоа. Не само што го мислам, го знам, добивам информации дека постојат неколку посериозни земји членки на Европската Унија кои што во овој момент не се спремни, Македонија и Албанија, зборувам во група, затоа што не гледаат како група, да отпочнат преговори со Европската Унија. Добро, а во однос на нашите конкретни преговори со Бугарија, од владата неколку пати најавија дека ги пратиле одговорите на Софија во однос на нивните 5 точки. Кратко само да ги кажеме за гледачите. Прва е во однос на долгото и краткото име, нели Бугарија инсистира секогаш да го употребуваме Република Северна Македонија, не само Северна, бидејќи имплицира и на нивниот географски регион Македонија. Потоа се бара да се повлечат своите малцински побарувања и етнички кон Бугарија, потоа да се почне рехабилитација на жртвите на југословенскиот комунизам, потоа Северна Македонија да ги прилагоди наставните програми, нели тоа со учебниците, и последне остранување на таблите од спомениците, она поврзано со фашистичкиот окупатор, зашто многу се зборуваше. Од владата вела дека ги пратиле своите одговорите на овие 5 точки, не ги знаеме, не ја знаеме суштината што пратила владата. Имаше едно објаснување на вице-премиерот Артан Груби, сега да парафразирам како рече, ми се чини угодни одговори, така некако се изрази, да не сгрешам. Мислите ли дека тие одговори можат да бидат доволни, да ја задоволат Бугарија, а од друга страна да ги заштитат и македонските национални интереси, се разбира? Клучниот проблем е што ние немаме никаква информација за овој процес. Да, не знаеме, да. Владата реши да го изолира. Дури некогаш имам чувство дека со цела почит јавноста, медиумите знаат и многу повеќе отколку што ние знаеме како најголема политичка партија во Македонија. И во ред, тоа е одлука на владата, решија да го монополизираат процесот и затоа ќе ги носат и последиците. Кога ние би имале одговорност, би ја вклучиле опозицијата и би разговарале по однос на сите клучни прашања, но она што Добро, ви се прифати на резолуција во собранието. Ја прочитавте мислата. Таа се прифати. Она што некако мене ми изостанува во целиот овој наратив е што се заборави на резолуцијата. Никој не ја споменува и не гледам дека било кој се држи, барем од она што јавно го гледам, немам подетални Иако Бугарија својата ја потенцира цело време. Тоа е разликата. И затоа споменав дека Петков ги разби тие две илузии. Значи, Бугарија со сите мани очигледно сепак е посериозна во својот пристап отколку владата која што моментов ја води Македонија. Значи, имаат позиција на Бугарското национално собрание, ако сакате позиција која што е гласана од политички партии кои што и сега не се присутни во собранието затоа што има комплет нова политичка слика во Бугарија, се почитува. Кај нас имаме заедничка позиција која што е гласана од овие политички структури и главната политичка структура во владата не ја почитува. Тоа е разликата во сериозноста кон прашањата и затоа не треба да се чудат кога доаѓаат нови барања, например, овие 5 точки ги има во јавноста, но има и една 6-та точка која што лично Румен Радев ја спомена, а тоа е дека бараат промена на уставот на Македонија. Тоа е комплетно 5+7. Тоа е комплетно надвор од тоа што ние го изгласавме во собранието како заедничка позиција.
Дали, еве, не знаеме што одговорила владата, како што вие велите, доколку вие ги пишувате одговорите на овие 5 бугарски барања, дали постои начин да се постигне компромис, повторно ќе кажам, кој на некој начин не ќе ги задоволи, туку ќе се најде компромис со бугарските барања, но ќе се заштитат и македонските национални интереси. Значи, од овие во однос на спомениците, во однос на малцинството, македонското етничко во Бугарија, рехабилитација на жртви и така натаму, учебниците, постои ли начин да се најде компромис во овие точки? Јас мислам дека тука се суштински две работи. Прво, прашањето е на каков компромис е било кој спремен да Па тоа е согласи, прашањето, да, тоа е. и што тој ќе значи по однос на државата како таква. И второто е почитување на заедничката позиција на политичките партии изгласана во нашето Бидејќи од собрание. владата, она што го знаеме дека инсистираат цело време, повторува дека идентитетот не смее да биде чепнат. Барем сега, така велат. Ако сакате да бидам тука директен. Да. Ние можеме да ја гледаме бугарската позиција низ еуфемизми, разводнати фрази и така натака, но доколку погледнеме во суштината на нивната позиција, јасно е дека се работи за национална стратегија, која што е далеко порано определена и од која што ниједна политичка структура не отстапува. И јасно е дека поедноставено суштината на таа политичка стратегија е да докажат дека доминантното население, односно населението кое што е во најголем број и кое што живее во Македонија, всушност е бугарско население. Тоа е тоа што Бугарија се обидува да го докаже. Ние само можеме тоа да го разводнуваме, може убави зборови да се ставаат дел што не ги разбира народот, но суштината е тоа. Ние не сме спремни тоа да го прифатиме. Видовме дека има други кои што се спремни, но ние не сме спремни тоа да го прифатиме, затоа што има овдека јасна национална самосвест, има јасен политичко-историски континуитет. И никој не може да оди Добро, надвор од тоа. но што би им кажале на овие точки? Само би им одговориле не. Ова што ја мислам, кажувам да. на вас, значи не е поентата Македонија да напредува кон Европската унија на начин што ќе се обезличи себе. Дали е прифатливо, еве, на пример, во однос на сега на спомениците, да прифатиме, еве, дека не мора да стои бугарски фашистички окупатор, дека може само бугарски, дека тоа нема да не смени нешто многу во суштината на нашата историја. Дали е прифатливо во учебниците, иако знам дека тоа и е одбиено од бугарите да стои, на пример, сега карикирам, дека Гоце Долчев се изјаснувал и како македонец и како бугарин, но знам дека тоа не го прифаќаат ни тоа. Дали се прифатени такви некои компромиси кои би нашле некаков начин за договор? Не се овие бенигни прашања како што некој се обидува да ги представи во јавноста. Затоа што ако се прифати бугарската теза дека до 44-45 година тука нема македонска национална самосвест, и во исто време ако се прифати нивната теза дека, како рече Зоран Заев, во Втора светска војна тие всушност администрирале овдека и не биле окупатори, тоа ше јасно дека доминантното население кое што живее во Македонија е со бугарско потекло, со што ние не се согласуваме. Има се уште живи луѓе кои што се родени 40-та, 1-та, 2-та, 43-та, 44-та година, и може секој да ги праша како тие се чувствуваат. Така што ова ретуширање на историјата кој што се обидуваат да го направат не е случајно, не е за задоволување на нечии хир, нити е затоа што сакаат неколку таму научници да имаат подобри кариери, туку е остварување на долгорочна политичка стратегија, која што сега е во прва фаза, а втората фаза би била доколку се согласи било која политичка елита во Македонија на ова, е да побараат обединување на тие народи, затоа што ако речат од двете страни на границата дека живее ист народ, која е поентата да има граница на еден исти начин, како што тоа го прават се Албанија и Косово, но таму е можеби на некој начин и сватливо, затоа што е факт дека албанци живеат и во Косово и во Албанија, а овдека е комплетно неприфатливо од причина и несватливо од причина што на двете страни од границата не живее исти народ. Да, добро, во ред, никој не зборува дека Македонија треба да ги премине црвените линии на она што не сме да се премине, значи се разбира дека не зборувам за тоа, но ја повторно ќе прашам, доколку тогаш ние во преговорите останеме на позициите дека ние ништо не можеме да смениме, дека едноставно тоа е нашата историја, дека тоа се нашите позиции,
Јасно е дека не е можен договор со Бугарија и јасно е дека не е можен почеток на преговорите со Европската унија. Дали е тоа вашиот став или има друг начин? Тоа ве прашувам. Доколку останеме тврдо Тука ќе на ми дозволите позициите, да малку значи, имам различно мислење од ова. Иначе легитимно е прашањето, ако и поедноставиме работите звучи така, но ќе дозволите да имам различно мислење. Мислам дека доколку Македонија покаже едно силно темпо на реформи внатре, а е возможно, прво државата е мала, не е тешко да се спроведат, второ, има доволен човечки капацитет и волја да се направи тоа, и трето, тоа е барање на огромно мнозинство од граѓаните, преку глава им ја веќе од ова што се случува. Јас сум убеден дека со еден таков перформанс, кој што може да се направи за краток временски период, топката ќе се сврти и притисокот ќе оди кон Бугарија. Она што го кажав некаде кон средина на интервјуто Стојам, а тоа е дека во моментов нема сериозен притисок од страна на Брисел врз Бугарија. Доколку испорачаме реформи, мислам дека ќе има притисок, затоа што и една друга работа е факт дека зад овие позиции на Бугарија никој не стои. Значи нема посериозна земја членка на Европската унија. Формално нема, да. И суштински, која што ги поддржува барањата на Бугарија во однос на националните прашања поврзани со Македонија. Но нив тоа им е како едно добро образложение, не треба тие да се изложуваат и да кажат видете не сакаме Македонија и Албанија да почнат преговори. Кога Македонија би направила добар перформанс во реформите, се надевам истото да го направи и Албанија, но доколку Албанија не го направи, се случат две работи. Прво се случи раздвојување, ќе остане неодржливо да останеме во група со Албанија, и второ ќе има сериозен притисок врз Бугарија да прекинат со ова вето кое што го имаат врз Македонија. Ова што го кажавте ми е интересен став. Ајде уште еднаш да симплифицираме еве како заклучок. Значи отприлика вие го велите ова. На со бугарските барања не можеме да се договориме во однос на овие барања, едноставно тука е се неприфатливо за нас, било какво менување. Ако останат вакви, се разбира, нема за ова ништо да преговараме. Почетокот на преговорите со ЕУ ќе почека, ние да работиме на реформите и да чекаме да се смени ситуацијата. Симплифицирано е тоа ставот. Да, и почитување на декларацијата усвоена во рамки на собранието на Македонија од сите политички партии. Значи вие со Бугарија за ова не би ни преговарале? Ние можеме да седнеме утре да преговараме доколку се спремни и прифатат позициите на декларацијата која што се усвои во Македонското собрание. Но јас сум секогаш на луѓето им се кажува вистината. Јас кога кажав пролетта 2018 година дека Македонија нема да добија датум дури и да го промени името, што се случи во јуни 2018 година, јас бев стигматизиран, напаѓан, владата пуштаа соопштенија дека е тоа научна фантастика. Разочарав многумина кои што гледаја надеж, па си рекоа можеби овој од љубомора зборува или од инат, или затоа што не сака да напредува државата ако не е ВМРО да помане на власт. Секакви коментари имаше. Но 3,5 години подоцна, јас за жал сум во право. Велам за жал затоа што не сакам државата да ми назадува. Јас се бев најсреќен, мојата теза да не излезеше точно. Но ние изгубивме како држава 3,5 години затоа што некој постојано го лаже народот. Не сум спремен да изгубим уште 3,5 години. А со оваа политика на јуни, декември, јануари, февруари, пак јуни, пак декември, Македонија ќе изгуби уште 3,5 години, се разбудиме после 7 години многу полоши од тоа што почнавме пред 3,5 години и во далеку понезавидна позиција од оваа сега. Добро. И уште на крај едно прашање во однос на политичката стратегија на премиерот Заев. Сега има некои неофицијални информации, се разбира дека тој својата оставка на некој начин ја синхронизира, да не кажам условува во однос на тоа каква порака ќе се добие сега во петок од Брисел. Вели сега информациите се дека доколку дојде некаква порака дека може во брзо време, во јануари или во февруари да се направи некаков напредок, дека тој би остал на функцијата, а доколку не, ќе има брза смена на премиерската функција, бидејќи на некој начин сака да изврши притисок врз Брисел за тоа прашање. Мислите ли дека тоа е добра стратегија? И дали ќе успее? Дека веќе начинот на кој што несериозно Заев води политика не прави нас несериозни кога го коментираме. Покажа во годиниве наназад дека има таков е несериозен однос кон политиката, така што јас не би се врзувал за збор на Заев, ништо чудно да излезе за некоја недела да рече Македонија има сериозна енергетска криза, јас сум единствен кој што можам да ја решам, ќе останам премиер на владата. Тоа е Зоран Заев, го знаеме, но
Ако знаете граѓаните, кажете, изволите што мислите. Господин Николовски, ви благодарам на ова интервју. Благодарам, беше задоволство и поздрав на сите што не гледат. Да. Ова беше разговор со господинот Александар Николовски, подпредседател на ВМРО. ДПМН, останете со Студио 10 за кратко, продолжуваме со дебатата.